Пандемијата од COVID-19 направи тектонски промени во голем број држави, кои освен здравствените и економските се соочуваат и со предизвикот на демократијата, изборна година за САД и за над 15 европски држави, меѓу кои нашата, првично закажани за 12 април, па презакажани за јули. Она што е сосема известно е дека новиот вирус ќе биде присутен и за време на изборите, ќе се гласа под посебни здравствени мерки. Ова е дел од така наречената нова нормалност што отвора низ за дилеми. Прв пат ќе имаме предизборна кампања без вообичаените митинзи и јавни собири. Партиите ќе имаат на располагање дигитални алатки за да се представат пред гласачите. Иако кампањата во моментов е стопирана, комисијата задолжена за спроведување на изборите веќе прави подготовки. Првиот човек на ДИК вели дека дел од избирачките места не ги исполнуваат условите и мора да бидат заменети. Стигаат извештаи од нашите подрачни единици, има барање за промена, ние тоа воот го правиме, меѓутоа ќе треба време за кампања да ги запознаеме гласачите каде се наоѓаат новите избирачки места, да ги објавиме тие пред се, па после тоа да им кажеме на граѓаните нема да гласате таму, сега ќе гласате на друга адреса. Додека ДИК ги проверува техничките услови за одржување избори, јавноста будно ги следи активностите на партиите. Во услови на пандемија и криза, солидарноста е нужна, но дел од јавноста во делењето помош виде и додворување на гласачите. Државната комисија за спречување корупција во време на стопирана кампања не гледа ништо спорно во делењето пакети. Сите изборни активности веќе од подавна се запрени и делењето на пакети за хуманитарни цели не може да се смета за влијание или подкуп согласно нашите одредби, односно Законот за спречување на корупција и судирни интереси, но и изборниот законник. Единствено што може да се насетува дека постои некаков вид на подкуп е дел од членот 37 од Законот за спречување на корупција и судирни интереси. Меѓутоа, тоа е многу тешко да се докаже. Антикорупцијската комисија бара транспарентност во целиот процес на донирање, а изборните правила ќе ги заменат хуманитарните кога ќе продолжи кампањата. Штом партиите ќе се договорат за датум на избори или да не се договорат, а уредбата за запирање на изборните активности престане да важи, се продолжува со изборите онаму каде што запреа, тогаш и државната комисија ќе постапи многу поактивно во однос на следењето на овие хуманитарни помошти, кои што тогаш де факто ќе се сметаат како подкуп на гласачите. Главниот предизвик сепак е гласачкиот ден. Предизвик за здравствените власти, за оние кои ги спроведуваат и мониторираат изборите, за партиите, но и за гласачите. Треба да се сочува општото здравје, а во исто време и легитимитетот на процесот. Гласачите со неколку дилеми. Министерот за здравство Венко Филипче уверува дека процесот на гласање ќе биде безбеден ако сите ги почитуваат препораките. Во однос на симнувањето на маската, ако другите луѓе се заштитени, без разлика каде, симнувањето кратко на маската не гледам дека е некој ризик, заради тоа што директен респираторен контакт значи зборување со луѓе и ризик да се стигнат флигеловите капи. Ако соговорникот има маска и тогаш едноставно нема таков контакт, самото симнување на маска по себе не е ризик. Од ДИК велат дека нема потреба за грижи кога е невидливиот спреј во прашање. Ние направивме тука некои проби со дезинфекционите средства. За среќа спрејот не се губи, него се размачкува и уште повеќе го обележува гласачот, што е добро во ситуацијава. Меѓутоа, за секој случај ние ќе опуштиме на хемиска анализа да видиме дали нешто има било каква опасност. Дерковски бара повеќе време за организација бидејќи треба да се обезбедат многу работи пред изборниот ден. Ке треба сите да се обезбедат со маски, како и скафандери за оние кои ќе влегуваат во домовите на болните и немоќните лица, и ќе мора да се прави дезинфекција на материјалот и просториите, а дополнително ќе се јавува потреба од измени во избирачкиот одбор, откако неколкумина побарале да бидат изземени од здравствени причини. Во ДИК се уверени дека има капацитет за легитимно и безбедно спроведување на изборите,
но единствено ги загрижува недостатокот на време за подготовки. За да се заштити пред се здравието, меѓутоа и легалноста на целиот процес. Не менува никому ништо веројатно, барем тоа е моje мислење, 20 на плюс минус денови од она што се заговара, меѓутоа ќе ни се даде доволно простор како на Државна изборна комисија да не направиме грешка и никога да не го доведеме во опасност по неговото здравје. Наблюдувачите се подготвени за следење на изборите. Граѓанската организација МОСТ и меѓународната мисија на ОПСЕ ОДИХР ќе ги мониторираат и кампањата и изборниот процес. По одложувањето на изборите, од ОДИХР посочија дека ќе испратат својата мисија кога изборите ќе бидат презакажани. Дел од партиите истакнаа дека државава не смее да си дозволи изборен процес без присуство на ОДИХР. Граѓанската МОСТ овој изборен циклус ќе го наблюдува со помалку наблюдувачи од вообичаено, но веруваат дека е возможно да се спроведат легитимни избори. Во моментов не можеме да кажеме ние дали има услови во однос на здравствен аспект. Значи тоа ќе си кажат надлежните институции како и дали може да се спроведат изборите во однос на здравствената и епидемиолошката ситуација во државата. Од аспект на легитимност и на легалитет, мислиме дека тоа не би било пречка. Јужна Кореја, Израел и Ирска се дел од државите кои веќе ги спроведоа изборите, а наблюдувачите велат дека и претходно имало примери од изборен циклус во услови на постоење посебни здравствени мерки. Она што е интересно е што имавме една слична ваква пандемија, не беше со лукави размери, но беше пандемијата на свински грип во 2009 година. И дел од искуствата кои што се користеле во при таа пандемија се користат и сега. Она што го гледаме, сега ние не сме здравствени експерти, не можеме да ги кажуваме точно кои мерки би требало да се спроведуваат, тоа сепак е работа на комисијата, но од она што го гледаме во сите препораки кои што ги даваат и односно во тоа како се спроведеле изборите, но и препораките кои што ги даваат сите да речам релевантни организации како што е Меѓународната фондација за изборни системи, шведската идеја и така натаму. Сите тие кажуваат дека може да се спроведат избори. Европските држави веќе бараат начини за електронско гласање, а во дел од нив тоа функционира само на локално ниво. На европско тло, само Швајцарија и Естонија можат да се пофалат со електронски систем на гласање. Можноста од малверзација останува главен проблем при обидите да се најде електронско решение за спроведување избори. Ние ќе бидеме принудени да се придвижуваме кон светските трендови, но во моментов не сме подготвени за вакви решенија, сметаат наблюдувачите. Зборуваме за гласање по интернет сега. Тоа е, да речам, една одлика на многу понапредни држави кои што имаат заштити, обезбедуваат целосна заштита на гласањето и гаранција дека нивниот глас не може да се злоупотреби. Од друга страна, кај нас веќе се планира електронска идентификација, односно биометриска идентификација на самите избирачки места. Односно, Државната изборна комисија веќе е задолжена да направи елаборат или спецификација како и тоа и дали тоа може да се, на кој начин тоа може да се воведе. Може би тоа би одело во понатамошно електронско гласање на самите избирачки места, исто така преку тие исти машини кои што би се користеле за идентификација. Но за електронско гласање по интернет во моментов ја мислам дека не можеме да размислуваме, мислам дека се уште довербата треба се уште да расте во изборниот процес. Па дури во оној момент кога ќе знаеме дека сите имаме доверба во сите фактори, во сите чинители во процесот, особено во оние кои што го спроведуваат и кои што одлучуваат по приговорите, тогаш би можеле да одиме кон некои пософистицирани форми, но во секој случај пандемијава ќе натера и самите да ги бараме и да ги истражуваме тие нови форми. Државата која веројатно направи најголем број тестирања на електронски систем за гласање е САД. Направени се неколку системи. Системот со користење на екрани со допир многумина го оценија како едноставен. Избирачот треба да притисне на својот приоритет и гласот се копира на докот на уредот, а по завршувањето на гласањето сите гласови се пренесуваат во централна база на податоци. Идентификацијата на гласачите е со помош на гласачка картичка. ОМП напечатено гласачко ливче е уште една од можностите кои беа тестирани во САД.
Ваквиот систем се заснова на електронско означување на гласачкото ливче со засенување на името на избраниот кандидат во читачот и гласачкото ливче се пушта во гласачка кутија, пошто гласачот добива потврда за преглед на гласањето. По затворањето на гласањето, резултатите се извлекуваат од ОМП читачот и се печатат за детално разгледување. Потоа резултатите се пренесуваат преку модем до централното место за спроведување во таа државна единица. На претседателските избори во САД, VoteHere спроведе лажни избори кои ги нарекоа експеримент во сенка на гласањето преку интернет на избрани гласачки места. Целта на овој експеримент беше да се доближи до гласачите концептот за гласање преку интернет. На избраните гласачки места биле поставени компјутерски терминали, откако избирачите гласале на традиционалниот начин, биле повикувани да гласаат со користење на компјутер и интернет. Немало вистинско гласање преку интернет во самиот експеримент, бидејќи бил дизајниран за тестирање на реакциите на избирачите кон таквиот концепт. Треба да се истакне дека експериментот во сенка не ги тестираше проблемите со безбедноста поврзани со гласањето на интернет. VoteHere смета дека постои дилема околу одредувањето на компјутерот на гласачот за да биде истиот безбеден. Токму безбедноста, односно отстранувањето на можностите за изборни малверзации, е најголемата грижа на креаторите на системите на гласање. Минатата година, на светскиот хакерски саем, група хакери добија задача да упаднат во еден од програмираните системи за електронско гласање, а според пишувањата на светските медиуми, хакерите тоа лесно го извеле. Потрагата по безбеден електронски систем се уште трае.